Од денеска започнува новогодишно божиќниот базар на градскиот плоштад, како што информираа надлежните од регионалната занаетчиска комора Куманово. Поставени се 13 дрвени куќички за кои нема да се наплаќа закупнина со цел развивање на локалната економија. Штандовите ќе работат секој ден од 10 до 22 часот до 10 јануари следната година. Во меѓувреме, неделава се очекува да започне и културно-уметничката програма во рамките на која на градскиот плоштад ќе настапат познати музички имиња. На 28 декември на плоштадот новогодишен концерт ќе одржи Мартинијан Кириловски. Во соработка со општина Куманово за сектор за планирање и одржување ЛЕР, ние обезбедивме првично ни беше документацијата потребна за да го одржиме овој новогодишен и божичен базар и фактот е дека фактот е дека во нашиот плоштад долго време немаше вакви случувања и одлучивме со управниот одбор и комората да обезбедиме 13 штандови кои ќе бидат куќички изработени од дрво и ќе имат новогодишно ликче друго ликче во нашиот плоштад, така да има доста пријавени и една голема благодарност до општината и до градоначалникот, бидејќи не излезе во пресрет и така не имаме меморандум за соработка со општината и имаме добра работа и добра соработка со општината и со секторот ЛЕР, одделението за поддржување, односно одделението кој е одговорно за тоа. И за многу кратко време ги спрема сите тие потребни документации, се со цел да не излезат во пресрет на нашата комора. Вчера се затвара овај јавниот оглас и верувам дека ќе имаме разноликост на овие штандови, бидејќи не се многу штандови, но доволно се за почеток и доволно за местото каде што се наменети и ќе бидат поставени на 15. И така да ќе има од разни ликовни уметници, ќе има крофнички, ќе има и вино, грени чајови. Во склоп на амбиентот на новогодината ќе бидат сите тие занечи ставени во тие куќички каде што ќе дадат дополнителна атмосфера во нашиот град. Ние се потрудивме за разлика од другите градови, ние и нашата општина се потрудивме да тие штандови се бидат користени бесплатни само со цел да потикнеме локалната економија во нашиот град. Министерството за внатрешни работи информира дека полициски службеници во содејство со инспектори од Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд викендов извршиле контрола на 4 угостителски објекти на подрачјето на Куманово. При контролата извршено е легитимирање на 74 лица. Во 2 објекта се затекнати малолетници по 24 часот. При тоа во еден од нив од слобода е лишена 45 годишна жена која го изнајмила просторот бидејќи се затекнати 14 малолетници, од кои еден бил под дејство на алкохол и е пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, соопшти МВР. Исто така Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд изрекоа глоби на објектите поради сторени прекршоци по Законот за угостителство. По целосно документирање на случајот против одговорните лица ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во организација на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС денеска се одржа работилница согласно со поплавите во Куманово како еколошки и инфраструктурен предизвик и потребата од одржливо урбано планирање кое ќе ги интегрира мерките за намалување на овој ризик и прилагодување кон климатските промени. Главна цел на работилницата е да се презентираат наодите од проценка на ризикот од поплави во Куманово со посебен фокус на опасности од речни поплави и влијанието во подрачјето на интерес.
Оваа работилница ќе обезбеди информирање на засегнатите страни и активно вклучување во напредокот на проектот, поттикнувајќи инклузија во развојот на мерките за заштита од поплави во Куманово. Неопходна е координација меѓу локалната власт, службите за итни интервенции и жителите, како и спроведување на кампањи за подигнување на јавната свест и вклучувањето на заедницата, со цел граѓаните успешно да се соочат со ризиците и соодветно да реагираат, објави Општина Куманово. Министерството за внатрешни работи информира дека во два одвоени настани викендов се приведени 2 лица на автопатот Табановце-Куманово. Во првиот случај полициски службеници сопреле патничко возило Голф со кумановски ознаки, управувано од 38 годишен кумановец, а при преглед на возилото пронајдени се 272 парчиња разновидна брендирана стока без документација. Лицето е лишено од слобода, а стоката е одземена, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Во вториот случај сопрено е патничко возило Мерцедес со скопски ознаки, управувано од 41 годишен скопјанец, во чие возило се пронајдени 174 парчиња разновиден рачен, батериски и електричен алат без документација. Возилото и алатот се одземене, а лицето е лишено од слобода, пишува во соопштението на полицијата. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Одбележуваме почеток на еден поинаков пристап во политиката во нашата земја и знам дека сме на вистинскиот пат Македонија да ја направиме поубаво место за живење, истакна председателот на партијата Движење Знам за наша Македонија Максим Димитриевски на вчерашното одбележување на вториот роден ден на движењето. Димитриевски во обраќањето потенцираше дека создале политички субјект кој е препознаен и етаблиран на македонската политичка сцена со растечко членство и стабилна партиска инфраструктура. Резултатите покажуваат дека Движењето Знам за наша Македонија чекори кон целта Македонија економски, просперитетно да се развива, држава во која владее правото и има правда за сите, стабилна по сите основи и интегрирана во меѓународните текови. Дозволете ми денеска во оваа прилика, на празникот на партијата 2 години постоење, да ги реафирмирам 5 главни столба на нашата политичка партија. Интеграција на Република Македонија во Европската унија. 2. Република Македонија како современа демократска, модерна европска држава втемелена на илинденските и на асламските вредности. 3. Република Македонија самоодржлива држава. 4. Република Македонија како држава што испорачува правда за сите нејзини граѓани, кои промовираат нулта толеранција кон политичкиот криминал, корупција и ефикасна борба против организираниот криминал. И 5. Столбот на државата, а тоа се стабилни меѓуетничките односи како столб на нашата државност. Тие се медниците кои ја дефинираат Македонија како национална држава на македонскиот народ и на сите граѓани што живеат во неа, припадници на различни етнички заедници. И би сакал да нагласам дека за нас е важен секој еден кој што живее во нашата држава. Секој граѓанин на Македонија да ги почитува символите на државата, знамето, химната, грбот, јазикот и да работи за доброто на државата и на сите нас заедно. Нашата заложба, македонците како народ, кои основале оваа држава, да не се чувствуваат како граѓани од втор ред во сопствената држава, полека, но сигурно се реализира и неправдата што имаше во изминатите години се коригира и исправа од ден на ден. 19-годишен кумановец бил приведен вчера откако полицијата констатирала дека возел 2 пати повеќе од дозволената брзина. Според Министерството за внатрешни работи, момчето било запрено на регионалниот пат во селото Љубодрак. При контрола во сообраќајот со радар е констатирано дека управувал патничко возило Сеат со кумановски регистарски ознаки со брзина од 95 км/ч во населено место, каде максимално дозволената брзина е ограничена со сообраќаен знак на 40 км/ч.
По целосно документирање на случајот против возачот ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во организација на Клубот на млади при Црвениот крст од Куманово, викендов во салата на Основното училиште Христијан Карпош се организираше хуманитарен турнир во мал фудбал. Сите собрани средства ќе бидат донирани за малиот Теодор Крстевски од Куманово, на кого му е потребен специјализиран третман соматични клетки, закажан на 18 и 19 декември во Бугарија. И денеска се врши исплата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец ноември 2025 година, со цел да се избегне метеж пред и во банките при исплата на правата за корисниците кои не користат картички. Исплатата ќе се спроведува во две групи во сите отворени филијали и експозитури на банките согласно со утврдениот распоред по азбучен ред според првата буква од презимето. Првата група средствата можеше да ги подигне уште на 12 декември. Општинската организација на Црвен крст од Куманово во соработка со Институтот за трансфузиона медицина во петокот организираше крводарителска акција во општина Старо Нагоричане. Акцијата ја поддржаа 26 мина крводарители, информираат од Црвен крст Куманово. Кикбокс клубот Предатор од Куманово оствари одличен успех на меѓународниот турнир Balkan Best Fighters кој се одржа во Ниш, Република Србија. Кумановските кикбоксери се вратија со вкупно 9 освоени медали, настапувајќи со 10 надпреварувачи. Златни медали и први места освоија Христина Бојковска и Мате Ѓорги Николовски, додека Андреја Георгиевска се закити со сребрен медал и второ место. Бронзени медали освоија Наум Милановски, Павел Божиновски, Максим Божиновски, Теодор Јакимовиќ, Бојана Трифуновска и Марио Радевски. Без медал остана Матеј Максимовски, кој сепак стекна драгоцено надпреварувачко искуство. Од Предатор истакнуваа дека зад нив се одлични и борбени настапи, со заслужени победи, но и порази, и нагласуваа дека овој турнир е нивен последен надпревар за тековната сезона. Надпреварувачите на турнирот беа предводени од тренерите Оливер Милорадовски, Јован Крстевски и Оливера Свилар. Сојузот на ротари клубови на Македонија ја реализираше големата еколошка акција за пошумување во рамките на која беа засадени над 6000 медоносни садници во сите градови каде што функционираат ротари клубовите. Акцијата се одржа истовремено низ целата држава со учество на повеќе од 500 волонтери, акцијаши, извидници, здруженија, семејства и граѓани. Со оваа иницијатива Сојузот на ротари клубови на Македонија ја испраќа пораката дека грижата за природата е грижа за иднината на нашите деца, а заедничките акции се клучни за создавање позелена, почиста и поубава Македонија.